Насловна страна на денешниот дневник. Костал успешно ја заврши деловната година. Домашните и регионалните гости најброени за празниците во Охрид. Општинското основно училиште Братство единство од Охрид успешно го спроведе изборниот предмет шах. Нови барикади на северот на Косово. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито но релативно топло со измерени максимални 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток, појава на слаба магла. Утре на најголем дел од Европа, односно во западна, северозападна, северна, централна и североисточна Европа, времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд со засилен ветер. Во северна и североисточна Европа се очекуваат и врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент, времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево со локална облачност. Во северните и јужните делови зголемена облачност, максималните температури од 7 до 15 степени. Во Македонија во четврток во утринските часови појава на слаба магла. Во текот на денот времето умерено облачно со повремени кратки сончеви периоди, ветровито и надпросечно топло. Ќе дува југозападен и западен ветер. Минималните од -2 до 5, максималните дневни од 8 до 14 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток времето умерено облачно со сончеви периоди и топло со југозападен и западен до умерен ветер. Минималната 3, максималната дневна 10. Последните денови облачно време со сончеви периоди и релативно топло. Минималните 3, односно 2, максималната дневна 11, односно 10 степени Целзиусови. Традицијата продолжува во ресторан Далга. Ве покануваме на предновогодишни забави по најповолни цени со добра храна, добро вино и за добри времиња. Уживајте во топла атмосфера и во еден од најубавите погледи на Охридското езеро. Резервирајте на време во култниот ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Витаминка. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Витаминка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охридската компанија Костал завршува успешна деловна година. Соочени со предизвици и кризи, не ги намалија работните места. Покрај падот од планираната реализација од околу 6%, успеа да ја завршат годината со обрт од над 100 милиони евра, изјави Виктор Мизо, подпредседател во Костал групацијата и генерален менаџер на Костал Македонија. За автомобилската компанија Костал Македонија изминува успешна деловна година. Компанијата ја завршува тековната година без отпуштање на вработени и покрај сериозните проблеми кои ги донесоа ковид кризата, економската и енергетската криза предизвикани со војната во Украина. Успеа да ги надминат предизвиците пред кои се соочија, како што се падот на продажба на возила во европските земји, кои ги зафати економска рецесија и стагнација, а која што се одрази со потврлување на планираниот раст на компанијата. Имавме пад од 6 до 7% споредено со минатата година, информира Виктор Мизо, генерален менаџер на Костал Македонија. На многу полиња имаме предизвици и притисоци, кои се екстерни притисоци, и досега најголем дел од проблемот беше на страна на понудата на микропроцесори и целиот тоној проблем со ланците и синџирите на добавување. Ама ние како Костал се успеавме да се справиме со кризата на соодветен начин. Фактот дека најголем дел од нашите клиенти се премиум производители на возила, како и возила на електричен погон, кои се сега во моментот дури во услови на пад на пазарот, тие се оние сегменти кои растат. Ова година ќе завршиме со извоз, односно обрт од над 100 милиони евра за прв пат во нашата историја. Ова 2022 идната година проблем кој ќе остане и понатака е енергетската ситуација. Ние не сме енергетски интензивна компанија, но кога цената на струјата ќе се зголеми, за 4 до 5 пати се одразува врз профитабилноста. Не е лесно да се најде начин врз основа на продуктивност или ефикасност да се надополнат загубите заради високата цена на електричната енергија, подвлекува Мизо. Државата би требало да помогне на големите компании кои засега се препуштени на слободниот пазар, да им даде поддршка, нагласува Мизо и се посочува дека со Стопанската комора на Македонија се бара решение за надминување на оваа проблематика. На месец јануари потенцијално би се изнашло решение на кој начин, барем во одреден временски период, кога цените се многу повисоки, знаете дека имаше моменти дека цената на струјата на слободен пазар надмина 1000 евра по мегават час, споредено со некои нецели 70 евра кои ги плаќавме пред помалку од 2 години, тоа е огромен раст. Добро, тоа беше во специфични временски периоди, но кога цената е 300, 400, 500 евра, тоа е веќе на граница на неподносливо и знаете дека многу компании поголеми компании веќе не се во можност да произведуваат под тие услови. Се надевам дека ќе има слух да се направи некоја логична цена. За 2023 година Костал Македонија има во план да започне 2 нови проекти. Планира да се реализира проектот за хибридни електрични возила на Volkswagen групацијата, проект вреден 50 милиони евра. Исто така се планира нов проект и за најновата програма на возилата Мерцедес. Се планира раст од над 30% на компанијата во споредба со оваа година, потенцира Виктор Мизо, генерален менаџер на Костал Македонија. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на електричната енергија за наредната година. Домаќинствата кои ќе продолжат да штедат, многу мал процент од нив ќе имаат повисоки сметки, кажа Бислимовски. Поточно и со зголемувањето на ДДВ-то од 5 на 10% за домаќинствата, нема да има зголемување на цената за првите 3 блока. Вкупната цена за електрична енергија за мали и микрокомпании, заедно со мрежарината, се намалува за 20,15% и за 70.000 компании. Првиот човек на регулаторна Марко Бислимовски објасни и дека цената за пренос на електрична енергија се намалува за 8,66%, а за дистрибуцијата за 19,54%. Кај домаќинствата, цената на електрична енергија за првиот блок се намалува за 4,11%. За вториот блок цената на електрична енергија се намалува за речиси 3%,
2,95%. Цената на третиот блок се коригира и се зголемува за 0,85%, и за четвртиот блок цената на електрична енергија се намалува за 7, се зголемува за 7,65%. 99,2% од домаќинствата во државата имаат намалени цени на електрична енергија. Цената на електрична енергија за малите потрошувачи во скапа тарифа, купно со мрежа, претходно изнесуваше 17,19 денари, сега изнесува 13,73 денари. Ефтината претходно беше 13,51 денар, сега изнесува 10,78 денари. За да може најголем дел од домаќинствата оваа зголемување на ДДВ да не го осетат, и тоа го направивме со намалувањето на цена на електрична енергија во прв блок и во втор блок. Недостасуваат организирани новогодишни програми во туристичките центри. За новогодишните празници најбројни ќе бидат домашните гости, како и туристите од соседството, од Србија, Бугарија, Грција и од Албанија. За новогодишните празници во туристичките центри во земјава најбројни ќе бидат домашните и регионалните туристи од Србија, Бугарија, Грција и Албанија. Првиот човек на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот смета дека Охрид и Струга треба да имаат поорганизирани празнични манифестации за привлекување на што повеќе туристи од европските земји, новогодишни концерти со звезди, базари и организирани програми кои туроператорите ќе може да ги нудат широм светот. Дочекот на новата година треба да создаде поголема конкурентност помеѓу градовите. Ние не смееме да не очекуваме дека Охрид ќе блесне во Вистинскиот и Струга во Вистинскиот сај за новогодишните празници. Ние не треба да се прашуваме дали ќе имаме дочек. Туку истиот веќе планот да биде во септември, во октомври месец одредена програма за да можат туроператорите да ја понудат во своите програми. И покрај поскапувањето на цените поради инфлацијата, Јаневски смета дека туристичките работници треба да ја збогатат понудата со автентични атракции, но и да го подигнат квалитетот на услугите. Ние треба да понудиме многу повеќе за цената. Тогаш цената ќе нема да биде во фокус, туку ќе биде услугата. Тоа што ние треба да работиме, не да се грижиме за цената, бидејќи за мене Охрид и нашите дестинации не се за ефтин туризам, но за останатиот тип на туризам пред се треба да имаме услугата и да нудиме искуства кои што ги нема во други дестинации. Двата градови на брегот на Охридското езеро се во празнично руво, но во Струга и годинава нема организиран масовен дочек на новата година. Градоначалникот Кирил Пецаков, председателот на Советот на општина Охрид Сашо Донев и секретарот Александар Китески денеска поделија вкупно 300 новогодишни пакетчиња со цел да ги разубават новогодишните и божитините празници на најмладите. Новогодишни пакетчиња беа доделени во дневниот центар Зраци, новоотворената игротека за деца со церебрална парализа Радост, посебната паралелка во општинското основно училиште Свети Климент Охридски и дневниот центар Добролюбие во црквата Свети Ѓоргија. Новогодишни пакетчиња добија и дечињата при Сдруженијето Ретко е да си редок, дечињата во Сдруженијето Тајните на моето срце, дечињата од центрите на Сдруженијето во мојот свет, како и на дечињата кои се лекуваат во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, како и во општата болница во Охрид. Шахот како изборен предмет во наставната програма на основното училиште Братство Единство од Охрид, со што училиштето предничи на локално и на државно ниво. Околу 170 ученици на 3 наставни јазици го следат предметот за кој покажуваат голем интерес и добри резултати. Основното училиште Братство Единство од Охрид предничи во реализација на наставата на изборниот предмет шах на локално и на државно ниво. Бирото за развој на образованието програмата ја одобри во месец август, а од септември шахот е на листата со изборни предмети во основните училишта во Македонија. Училиштето Братство Единство ја има предноста што во своите редови го има професорот Борис Лушевски кој ја изработи деталната методологија за предметот, а помогна и во подигнување на капацитетот на наставниците.
Мирјана Карамешиновска, оделенска наставничка во 5-то оделение, вели дека учениците покажале голем интерес, дека взаемно научиле многу, уживаат, се надпреваруваат, но преку шахот развиваат и другарство. Почнавме од септември, 2 пати неделно, во вторник и во четврток. Во првите месеци додека беше топло, во нашиот училишен двор имаше табли шаховски, дрвени изработени, од наставникот и часовите ги држевме надвор, каде што имавме и публика, ученици и родители. И беше многу интересно за дечињата, беа многу воодушевени и со нетрпение чекаа да дојде часот за изборниот предмет шах. Во текот на учебната година во основното училиште Братство единство, предметот шах го следат околу 170 ученици на 3 наставни јазици, дел од нив како изборен, а дел како слободни активности. Оваа интелектуално-спортска дисциплина полека го зазема своето место во воспитно-образовниот процес во училиштето, а учениците имаат бројни придобивки, вели Джемал Мехмед, директор на училиштето. Покрај директно што има напредок во шахот, има и индиректно бенефиции, пример, многу подобро сваќање, особено по математика и логичните предмети и така натаму. Бидејќи шахот покрај спортска дисциплина е и интелектуална дисциплина и учениците што генерално, значи, играат шах, тренираат шах, имат подобрен успех и по другите предмети. Голем број од учениците од училиштето се и членови на шаховскиот клуб Ласкер. Тие учествуваат на поединечни и клубски државни надпревари и во младинските категории на репрезентацијата на Македонија, каде покажуваат завидни резултати. Марко Пејчиновски ја доби наградата за спортски подвиг на годината од Агенцијата за млади и спорт, а училиштето Нико Нестор од Струга наградата за најуспешен клуб од средните училишта. Агенцијата за млади и спорт традиционално на крајот на годината ги прогласува најуспешните македонски спортисти. Меѓу наградените и охридскиот херој Марко Пејчиновски за подвигот кој го направи годинава со 10 препливувања на Охридското езеро. Летната авантура на Марко, како што тој ја нарекува, започна со препливување на 14 километри долгата патека од Радожда до Охрид. Во јули се одржаа 4 препливувања и уште 3 во август. Помеѓу 27 и 28 август годинава тој пливаше патека со должина од 63,84 километри од Охридското пристаниште до Струга па до Светинаум и назад до пристаништето во Охрид за време од 21 час и 41 минута со 2 застанувања од вкупно 9 минути и 46 секунди. Светската асоциација за пливање на отворени води во ОВСА во ноември официјално ги верификува сите 10 препливувања на Марко во вкупна должина од 250,27 километри, нешто што досега не го постигнал ниту еден пливач. Училиштето пак Нико Нестор од Струга ја доби наградата за најуспешен клуб од средните училишта. Успешно завршена надпреварувачката сезона на охридските стрелци. Викендов на стрелиштето Марко Цепенков во Прилеп се одржа петтиот, а воедно и последниот куп во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма. Од охридските клубови учество зедоа 20 на стрелци кои постигнаа солидни резултати. Во последниот куп во гаѓање со воздушно оружје, меѓународна програма за оваа година, кој викендов се одржа на стрелиштето Марко Цепенков во Прилеп, охридските клубови со солидни резултати. Во категоријата пиштол сениори Севкупен Пласман Ванчо Карамфилов од стрелачкиот клуб Лихнидос се пласира на првата позиција. Во истата категорија Иван Милески од стрелачкиот клуб Охрид се пласира на третата позиција во јуниорска категорија, односно петтата позиција во Севкупен Пласман мажи. На седмата, односно девета позиција се пласира Крсте Петрески од СК Охрид. Во категоријата пиштол јуниорки Стефанија Велјановска од СК Охрид се пласира на вице-шампионската позиција, односно третата позиција во Севкупен Пласман жени. Во истата категорија Валентина Годжовска исто така се пласира на вице-шампионската позиција, односно петта во Севкупен Пласман.
Младите јуниорки Стефанија Савеска, Верица Божиновска, Елена Јаневска и Теодора Сајковска се пласираа од 6-та до 9-та позиција, односно 8 до 11-та позиција во севкупен пласман жени во пиштол. Во јуниорска категорија воздушна пушка јуниори Бојан Спасеновски се пласира на вице-шампионската позиција. Кај сениорки пушка најдобро пласирана беше Мартина Петревска, прво место, односно 10-та позиција во севкупен пласман жени. Следуваат вестите од светот. Сите единици на Српската армија и Министерството за внатрешни работи се во состојба на целосна борбена готовност поради кризата на Косово и намерата на Приштина насилно да ги отстрани барикадите. Марко Печиновски ја доби наградата за спортски подвиг на годината од Агенцијата за млади и спорт, а училиштето Нико Нестор од Струга наградата за најуспешен клуб од средните училишта. Агенцијата за млади и спорт традиционално на крајот на годината ги прогласува најуспешните македонски спортисти. Меѓу наградените и охридскиот херој Марко Печиновски за подвигот кој го направи годинава со 10 препливувања. Сите единици на Српската армија и Министерството за внатрешни работи се во состојба на целосна борбена готовност поради кризата на Косово и намерата на Приштина насилно да ги отстрани барикадите на северот. Тензиите кои траат со месеци на Косово ескалираа во последните 2 недели откако косовската полиција до неодамна уапси полицаец осомничен за кршење на уставниот поредок, на што локалните срби возвратија со поставување барикади барајќи негово ослободување. Група од 50 лица синоќа го блокираа граничниот премин Мердаре на Косово во правец на Куршумлија кон Подуево, како што јави Радиотелевизија Србија, поставиле камион со приколка и трактори, најавија дека ќе останат до понатамошното известување, а српскиот председател Александар Вучич вчера ги посети единиците на српската армија меѓу Краѓево и Рашка. Барикадите на северот на Косово траат 19 дена и покрај повиците на САД, Велика Британија и Германија до локалните срби да ги отстранат, како и шатл дипломатијата од САД и ЕУ кои повикуваат на деескалација и се обидуваат да донесат двете страни на преговарачка маса. Генерал штабот на вооружените сили на Украина соопшти дека руските сили истрелале 33 ракети врз цивилни цели во украинскиот град Херсон во последните 24 часа. Во својот утрински извештај наведуваат дека руските сили со минофарлачи и артилерија ги напаѓаат населените места на десниот брег на реката Днепар во близина на Херсон. Русија негира дека гаѓала цивилни цели во низините напади. Повеќе од 60 луѓе досега загинаа во невидената арктичка бура која бесне низ Северна Америка и илјадници домови останаа без струја. Најтешко погоден е регионот на Бафало во западниот дел на државата Њујорк, каде досега е потврдена смртта на најмалку 28 лица. Државен функционер изјави дека некои луѓе биле заробени во автомобили повеќе од 2 дена за време на неголемата бура досега. Во делови од Америка до утре се очекува да наврнат уште 23 сантиметри снег. Како последица на моќното невреме во САД загинаа досега 63 лица и 22 годишната Андел Тейлор, која била заробена во својот автомобил цели 18 часа. Возилото било обкружено со 130 сантиметри снег. Таа испратила. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.